Утре започнува 32-то издание на меѓународниот Охридски пливачки маратон, кој представува дел од Гран-при серијата на Меѓународната пливачка федерација ФИНА. Учество на овој светски спортски настан ќе земат и од штипскиот пливачки клуб Челични. Оваа година ќе земеме учество, со тоа што бројката ќе биде многу поголема за разлика од лани, бидејќи имаме поголем број на деца кои што се од кучи се префрли од групата на поплувачи во групата на пливачи, така да околу 15 деца да бидат вклучени на тој пливачки маратон кој што трае 2,5 километра. Подготовките за Охридскиот маратон траат повеќе од 1 месец, а веќе од 10 јули тренинзите се интензивирани. Импозантна бројка, значи секој од овие пливачи дневно почнувајќи од 1500 метра, значи до 5000 метра мора да биде совладано без проблеми. Така да ние користиме разни реквизити, разни помагала да дечињата дојдат во соодветна форма и по-репрезентно да ни ги нашите доловат резултати од соодветните подготовки. Максимално подготвени и мотивирани за маратонот се и пливачите. Сакам да пливам со поголемите, бидејќи таму имам помала конкуренција, имам поголеми шанси за поголем успех. Во клубот пливам 4 години откако е создаден, а како рекреативец пливам од мал. Го имам препливано Охридскиот маратон 2 пати, Велешкиот 2 пати и Преспанскиот маратон. Најмногу сакам да пливам крал в 50 метри. Бидејќи лани на Охрид го освои второто место, овој пат очекувам првото, а на Велес очекувам повторно да испливам со подобар успех 5 километри. Попливам по 4 часа дневно и се подготвуваме веќе 1 месец и уште напорно е бидејќи имаме многу малку време за разлика од другите пливачи во другите градови. Челични може да се пофалат и со голем успех на изданијата на маратоните од изминатите години. Минатата година Пливачки спортски клуб Челични учествуваше на 2 маратона кои што беа организирани од страна на Пливачката федерација на Македонија, каде што учествувавме со наши 8 пливачи, пливаа на 2,5 километра на Охридски маратон, кој што се одржува секоја година традиционално на 2 август. И минатата година учествувавме на Велешкиот маратон, каде што освоивме 2 трети и 2 втори места, кој што беше голем успех за Штип, како град кој што нема базен затворен, а имаме успех и преку целата година би се пофалиле за тоа. Кој ќе биде успехот на штипските челични останува да видиме, но на што е неспорно е храброста и ентузијазмот на овие луѓе кои во континенталниот Штип создадоа пливачки клуб достоен за почит.